Македонија се бодри и во порази и во победи, а енергијата меѓу македонските навивачи, македонската фаланга овде во Букурешт е на високо ниво непосредно пред вториот надпревар. Да погледнеме дел од атмосферата меѓу илјадниците македонски фанови дојдени овде. Сме на ниво, сме среќни, ни се исполни сонот. Еден и Македонија да ја гледаме на Европско првенство во фудбал. Нормално, како македонци, ние сме оптимисти и веруваме во нашите, веруваме дека ќе победиме. Сме известувале од многу спортски настани, но чувството овде во Букурешт е неповторливо, велат колегите од македонската и албанската спортска редакција на македонската телевизија. Фантастична атмосфера. Некој да види тука ќе мисли дека ние сме, не знам, староседелци тука, многу македонци од наутро до навечер и тоа ние го следиме како македонска телевизија, навистина е како во центарот на Скопје, во некои најдобри денови кога гостува некоја голема фудбалска репрезентација. Нека потрае ова. Имам една новинарска кариера околу 30 години, од многу европски првенства, светски првенства, олимпијади сум известувал. Емоциите кои сум ги доживеал на надпреварот Македонија, Австрија, беа прекрасни беа и овој момент нема да го заборавам никогаш. Инаку сега треба да се сконцентрираме на утрешниот надпревар. Австрија е минато. Мислам дека имаме сила, имаме знаење, имаме морал, поседуваме морал, за да извлечеме позитивен резултат. Познатиот румански спортски психотерапевт Амзулеску со порака до македонските фудбалери да ја одржат менталната кондиција на високо ниво и ментално да визуализираат победа на утрешниот надпревар. Мора да заборават на тоа што се случи на минатиот надпревар и мора да ја зголемат самодовербата. Само нека се обидат да се потсетат на менталниот склоп и чувствата што ги има кога ја победија Германија. За сега толку во ова вклучување од романската престолнина.